Тешка машинерија, компресори и голем број работници. На падините на Водно, каде вчера попушти еден од подпорните ѕидови и оштети две новоизградени згради, и денеска забрзано се работи на недовршените објекти. Градежната експанзија на Водно не запира и покрај предупредувањата дека поради неконтролираното копање и градење на масивни ѕидови на нестабилниот терен се заканува нова опасност од лизгање на земјиште кое може да ги доведе во опасност и загрози животите на луѓето кои живеат тука. Пред зградите на Салвадор Алиенде видливо е полициско обезбедување. Со полициска трака е забранет влезот кон двете згради во кои заврши подпорниот зид. Едната од зградите се уште не е вселена. Станарите од другата, која била вселена пред скоро време, се евакуирале поради страф од лизгање на земјиштето. Се забележуваат оштетувања и на соседниот подпорен зид, но зградата над него продолжува да се гради. Граѓаните пак кои живеат во куќите стравуваат дека новите згради ќе им се урнат над глава. Староседелците загрижени вела долго предупредувале кога започнала градежната експанзија дека падините на Водно нема да го издржат налетот на нови градби. Многу се изгради, многу една през друга. Видете само аз гледаше надвисната на товедолните, ме разбирате. Затоа што опасно е, самото место не е обезбедено. Така да, што да ви кажем друго. Многу е натрупано, многу е. Јас сум тука од 58 година, беше многу убаво и тоа се пренасели. Загрижени ли се граѓаните во соглед на ова? Па не, нормално. Нормално дека се загрижени. Ѕидот денеска не се санираше. Преполовен на неколку дела, зградите пред него го спречуваат да заврши врз соседните куќи. На теренот беа присутни геодети и експертска екипа од градежниот факултет, кои прво треба да ги утврдат причините за пукањето на подпорниот зид. Она на кое неколку години апелираше експертската јавност, но и граѓаните, се случи вчера. Зид од 15 на метри висина и 50 метри должина пукна струполувајќи се врз зградите. Градежната експанзија за подигање згради на падините на Водно под хотелот Панорама започна пред 10 години во време на екс-градоначалничката на Центар Виолета Аларова. Досега низ малите улички се изградени стотина прилично луксузни згради, повеќето со приватни обезбедувања, базени и најсовремени детски игралишта. Стамбениот квадрат во овие објекти и покрај црвениот аларм дека не им е местото на падините на Водно, сепак достигне и до 2000 евра. Неконтролирано се копаше, а потоа рамнеше земјиштето, над него се поставуваа масивни ѕидови и покрај укажувањата за нестабилност на теренот и опасноста од свлекување на земјиштето. Ке застане ли некој на патот на градежната експанзија пред таа да донесе кобни последици по животите на луѓето кои живеат во овој регион?